Добрен криптоентузијасти, денеска е среда, како и секогаш го правиме нашиот вообичаен апдейт на ситуацијата на криптопазарот, посебно на биткоин, кој што е предводник на и останатите проекти. Затоа, како и секоја среда, фактички со досегашните резултати кои што ги добивме од класичните маркети, а тоа е SPY и NDQ, тоа се двата индекси кои што ги следиме. Значи, во однос на нивните резултати мораме да видиме како истите ќе реагираат на пазарот. Можеме да видиме што понатаму можеме да очекуваме и за она што ние моментално го следиме, а тоа е криптопазарот, со тоа што Nasdaq самиот по себе е многу подоле за разлика од SPY, односно S&P 500 индексот на 500 најдобри компании во Америка, со тоа што гледаме дека Nasdaq на чисто на дневно ниво да видиме што се случува. Значи на дневно ниво 200, ако се сеќавате 200 дневната средна вредност е многу сериозна граница, која се случува в нас, значи рековме зелената е 50, жолтата 100 и црвената е 200. Наредени се така поради боите на семафорот, така е многу поедноставно да знаете која кон која се движи. Со тоа што во оваа ситуација, значи 200 неделната средна вредност, гледаме дека самиот индекс се приближува до неа, додека за разлика од тоа S&P 500 индексот не само што се приближи, туку и се одби фактички од истата. Тоа е една од причините поради кои што во блиска иднина можеме да очекуваме пад на овој индекс, заедно со тоа останатите пазари. Дополнително можеме да видиме истиот е oversold и тоа комплетно на сток RSI. RSI е над, overbought, прекупен е во случајов, прекупен. Над 70, значи овој е во 74 прилика вредност. Бранот на моментум, иако имаше уште една корекција нагоре, гледаме дека и истиот се наоѓа на вредност од 60 до 70, на која што најчесто прави корекции, како што можеме да видиме. И гледаме дека и веќе VWAP е заоблен надолу. Истото се случува постепено и со самиот бран на моментум, односно тоа е своевидно MACD, како што веќе разговаравме, и се наоѓаме на горната граница на Bollinger Band од веќе некое време. Што значи дека истиот SPY индекс е веќе на некој начин време е за неговата корекција. Иако сме далеку од самата мета нагоре, значи на краткорочно време е за негова корекција. Сега, значи прво ќе ги погледнеме овие два индекса напоредно со DXY, односно индексот на вредноста на доларот, за потоа да се вратиме на криптопазарот кој што е за нас многу битен, со тоа што гледаме дека ова уствари беше движење на SPY индексот во овој канал, од кој што истиот изби нагоре, и моментално гледаме дека се придвижува, значи гледате, контролната линија е негде во истиот тој рейндж на VPVR, како што можеме да видиме во тој сегмент, контролната линија се наоѓа точно на местото каде што се случува ова био, и значи имаме многу граници кои што верувам дека ќе го задржат овој индекс барем на кратко, затоа што значи мораме првенствено да разграничиме две работи. Имаме циклуси кои што се наоѓаат, оние циклуси кои што се наоѓаат на помалите временски зони, и оние циклуси кои се наоѓаат на многу поголеми временски зони, како што се неделни и месечни циклуси, со тоа што значи мораме да запазиме дека секогаш имаме помали циклуси во оние поголемите. Во превод, ако се наоѓаме во еден комплетен bear market, значи тоа не значи дека нема да имаме корекции, но оваа корекција сама по себе представува движење на бул, што значи дека ние се уште сме во bear market, но имаме движење, односно масивна корекција поради моменталните состојби на пазар. Сега, пред да продолжиме понатаму, мораме да повториме од каде сето ова. Ако се сеќавате, ние веќе разговаравме за инфлационата стапка. Значи мораме да го повториме ова, затоа што често се случува многу луѓе да го гледаат нашиот канал за прв пат и да не им биде јасно. Значи нормално дека мора да ги следат видеата, за жал, затоа што веќе сме многу напред со самата материја и многу често, значи, многу од тие информации кои што веќе сме исподелиле, посебно оние видеа кои што се исклучиво за едукациона содржина, значи веќе се пропуштени од многу од гледачите, и затоа би напоменал дека сите оние кои што се приклучуваат нови на нашиот канал е паметно да преминат преку оние плейлисти кои што ги имаме одделено за едукациони видеа од првото па натаму, со цел да може да се приклучат на ова на некој начин веќе софистицирана анализа која што ја правиме со многу индикатори, со многу информации, и е многу збунувачка за човек што прв пат ќе се најде на нашиот канал. Сега, за оние кои што се веќе во тек. Значи ова е USIRYY, односно тоа е уствари индексот на инфлационата стапка, значи тоа е CPI инфлационата стапка, односно популарната стапка,
која што само по себе представува инфлационен индекс на сите добра во Америка кои што се користат на пазарот и се пресметува најчесто 1 до 2 недели после завршувањето на тековниот месец за истиот. Што значи дека оваа стапка која што донесовме е уствари за месец јули, која што добивме негде во август, тоа беше 10 август ако не се лажам, со тоа што значи видовме дека имаме солиден пат, односно од 9,1 се вративме на негде 8,5. Тоа е 0,6% што гледаме дека во целиот ова движење нагоре уште од јануари, гледате, уште од јануари 2021 година, значи во целото ова движење до денес, значи ние имаме скоро повеќе од година и пол движење на инфлацијата исклучиво нагоре, без никакво запирање. Дури ова мала корекција овдека беше минимална, значи зборуваме за 0,2-0,3%. Со тоа што во овој случај кога дојдевме 0,6%, пазарот на некој начин веќе го изгуби оној страв кој што го имаше дека инфлацијата и понатаму ќе расте. Затоа да се навратам на некои од коментарите кои што ги добивме, значи посебно тој еден најбитен коментар кој што добивме, каде што се зборува дека наводно ние сме го промашиле нашата анализа за Етериум. Значи да се разбереме. Анализата не може постојано да движите во еден правец и да кажувате ќе оди само надоле или ќе оди само нагоре. Нормално дека ќе има корекции. Од друга страна, значи досега како што може да видите, ние постојано кажуваме дека сме во bear market и ќе продолжиме да ви кажуваме дека сме во bear market затоа што се уште сме во надолно движење. И се уште е потребно време за да видиме дали сме утврдиле дно, а и ако сме утврдиле дно, ќе споредиме во ова видео како изгледа во другите bear маркети што веќе неколку пати до сега сме го правиле, но нели мене не ме мрзи, ќе го направиме повторно, за да разберете дека дури да сме утврдиле дно, нас ни е потребно време да се движиме во таа ниска цена пред да собереме доволно сила за да почнеме да се движиме во наредниот bull маркет. Не заборавајте уште еднаш, значи еве чисто да напоменеме за тоа што постојано ви го кажувам. Значи ние сме далеку од следниот халвинг, што е најбитниот момент кој што ни е потребен во утврдување на тоа каде се наоѓаме во еден циклус. Значи само момент. Значи гледаме дека имаме уште 626 денови до самиот халвинг евент кој што треба да се случи во текот на 2024 година, како што можеме да видиме, истиот е со доста променливо. Значи денот не може да утврди точно затоа што имаме побрзи и побавни денови во однос на креирање на блокови на биткоин мрежата, затоа и мораме нели да почекаме до кога истиот ќе се случи. Но по прилика треба да се случи во мај 2024 година, со тоа што доколку погледнеме на основните чартови кои што ги имаме на биткоин, на пример, ја на сите имам поставено. Значи гледате, ова е една година пред самиот халвинг, тоа е мај 2023 година и самиот халвинг во мај 2024 година. Значи овдека само го немам, но имам оваа една година пред, каде што до една година пред тоа се очекува веќе да го имаме утврдено дното и од тој момент постепено да се движиме практично зигзаг нагоре. Значи да, тоа е точно, но гледајте уште колку голем период имаме. Ние имаме скоро уште една година до една година пред халвингот. Значи дека ние имаме уште многу голем период во кој што треба да се движиме во овој bear маркет и овие корекции, иако изгледа доста солидни, ако ги погледнеме во однос на целата структура, се ништо. Значи гледате колку е мала оваа корекција во однос на целата оваа структура на пат. Затоа истата има простор за се уште да се движи нагоре, посебно барем до овој bull market support за кој што разговаравме, но нели, затоа ќе се вратиме подоцна, сега прво се вратиме од каде истото потекнува. Како што рековме, значи во моментов најголеми двигатели на пазарот се оние вести кои што доаѓаат посебно во однос на инфлацијата во Америка, затоа што ваквиот тип на висока инфлација носи страв на пазарот. Со таков страв на пазарот нормално е да се случат bear маркети како во криптопазарите, така и во самите стандардни пазари, односно берзите. Гледате, значи ова е, ако се вратиме на месечно ниво, можеме да видиме дека станува збор за солиден bear маркет. Значи имаме корекција поголема од 20%, што во стандардните маркети се нарекува bear маркет. И истата е, значи, иако имаме повратно назад. Значи гледате на што се задржува. Се задржува моментално на средната вредност на Bollinger Band. Значи, доколку погледнеме на различни индикатори, можеме да видиме, значи, одредени места каде што ќе очекуваме отпор. И она што го кажавме, значи уште еднаш да се навратиме. Мораме постојано да се движиме со новите информации на пазарот. Да,
Значи, во одреден момент, техничката анализа е точна со информациите кои што ги имаме на пазарот. Ако за еден ден добиеме драстично поинакви информации, ние мораме да ја прилагодиме нашата анализа, затоа што анализата директно е инфлуенсирана од она што се случува на пазарот. Во превод, ако јас си понатаму ви кажам дека ќе се движиме надоле поради тоа што сме во bear market, ја немаше да бидам грешка, затоа што макро ниво ние се уште се движиме надоле. И ова е само корекција во следното движење надоле. Но кога ги гледаме овие информации на пазарот, значи она е тоа што постојано го кажувам, не може да ме држите за збор за анализа која што била направена пред 3 недели. Затоа што пред 3 недели не се знаело дали ќе се случат овие случувања кои што ги имаме денес. Не имаме датум, но не можеме да ги знаеме точните податоци што ќе се случи кога тој датум ќе дојде. Можеме само да шпекулираме. А во однос со тоа што ќе се случи, можеме да ви кажеме што ќе се случи на пазарот. И тоа и се случи. Значи, тоа кога ги гледате нашите видеа, ние убаво објасниме дека ако имаме пат на овој индекс за повеќе од 0,5 што и се случи, ќе имаме губење на стравот на пазарот и ќе имаме солиден напредок. Што и се случи? Значи, ние буквално тоа што го кажеме, тоа и се случи. Втората опција беше, доколку имаме ист индекс, негде блиску до оној кој што беше 9,1, значи ако е 9, например, тоа ќе биде неутрално. Не може да знаете како ќе реагира пазарот, затоа што не знаете како големите играчи тоа ќе го искористат. И третата опција во која што постојано кажуваме е дека доколку имаше висок раст на инфлацијата и понатаму од 9,1%, прво очекувавме Фед да испадне со вонреден состанок и дополнително да стави уште една каматна стапка, она што досега се случуваше на момент да се вратиме на дневно ниво за да објасниме. Значи, во моментот кога добивме овој резултат, доколку добиевме повисока инфлација, значи ова што го гледаме во моментов, тогаш ние веруваме дека Фед ќе испаднеше со вонреден состанок, ќе ставеше уште една каматна стапка врз основа дополнително на овие досега 0,2%, 2,5% заедно, и на тој начин уште толку ќе го помогнеше растот на DXY индексот и падот на останатите маркети. Тоа не се случи и затоа, значи, Фед не се врати од одмор за да има вонреден состанок, нормално, затоа што она што досега го направиле помогна за првичен пат на на инфлациониот индекс надолу за 0,6%. Се изгуби стравот и што се случи? Се тргна нагоре. Сега, ние се уште веруваме дека барем до наредниот месец, а тоа е, како што рековме, значи, за да добиеме за август, значи, нова листа која што имавме, може да ја најдете кај нас на претходните видеа, значи, гледайте, за август ние ќе добиеме на 13 септември. Додека, исто така, ако сеќавате, разговаравме дека репортот за вработеноста во Америка, кој што е втор поред и по тежина документ кој што е битен на Фед во нивното одредување на каматните стапки во моментов, значи, тоа е на 3 септември, што значи дека до почетокот на септември ние немаме никакви причини за да се сомневаме дека пазарот е на добар корективен пат нагоре. Затоа што нема нешто што може да, значи, се уште, за сега нема вести кои што би го уплашиле инвеститорите од финансирање. Не разбирате? Значи, тоа е главната причина поради која што ние кажавме дека ќе очекуваме да се движи нагоре, не во следен бул маркет, туку во наредниот период да имаме солидна корекција која што можеше да биде прекината од овој инфлационен индекс. Сега, значи, DXY индексот сам по себе, можеме да погледнеме дека конечно ја прави онаа корективна, значи, гледате, секогаш откако ќе добиеме 0,75% имаме пат, значи, ево, после 75 имаме пат, иницијален пат, по кој што имаме корекција нагоре. И гледаме дека на секој 0,75% корекцијата е се поголема, сега за сега. Сега, имавме иницијален пат од моментот кога на крајот, фактички на само, тоа беше како што видев овде, на 27 јули беше ставена 0,75%, нова каматна стапка за да се дигне вкупната каматна стапка на сите позајмици од Фед кон комерцијалните банки на 2,5%. Со тоа што ова е тој период во кој што индексот и понатаму паеше како досега, каде што сега веќе очекуваме негова корекција. И истото моментално гледаме дека се случи затоа што го допра дното на Болинџер бендот, се наоѓа моментално над средната вредност на Болинџер бендот, каде што гледате имаме корекција, два пати успешна и сега веќе се движи нагоре барем до 107,2 оприлика, каде што е горната вредност на Болинџер бендот. Значи, во овој момент ние очекуваме дека ќе имаме понатаму движење на DXY нагоре, зборуваме за дневна база. Затоа што гледаме дека на повеќето чартови сме
overbought, значи сме на вистина длабоко влезени нагоре со своите корекции. Еве, прво ќе испоредиме традиционалните пазари, а после ќе се вратиме на криптопазарот како најбитен и ќе се задржиме највеќе. Значи гледате, на дневно ниво ние се наоѓаме високо, она што ви кажам, значи високо overbought, прекупени, така? И плюс зборуваме за корекцијата која што е на 200 дневна средна вредност, да го вратиме на неделно ниво. И овде, значи гледаме дека иако се движиме нагоре, 100 КРС е на комплетна 100 вредност. Значи не може да се задржи таму долу. Значи мора барем да направи една корекција пред да продолжи да се движи нагоре. Иако РС има се уште место за движење, она е тоа што ви кажуваме. На дневно ниво ќе добиеме корекција, додека на неделно ниво ние се уште имаме силно движење на бранот нагоре. Затоа, значи очекуваме во наредните неколку денови и понатаму да продолжи оваа корекција на традиционалните пазари и повторно, еве гледате. Значи овде гледате како се буквално се совпаја се како една приказна на некој начин. Значи во оваа ситуација можеме да видиме дека вредноста надминала 100 неделна средна вредност и се враќа кон 50 неделна средна вредност, каде што верувам заедно со оваа контролна линија на VPVR бранот ќе се врати повторно назад барем во некоја блага корекција пред да продолжи нагоре. Зборуваме за неколку дена, затоа што до крајот на овој месец и понатаму ќе очекуваме движење на значи на цените нагоре. Гледаме и овде. Значи ова е многу силен ако се задржи, значи да не забораваме, мора да помине целиот месец и оваа точка да остане како многу добар индикатор дека конечно бранот на моментум се заоблил, VPVR е скоро на 0, значи имаме многу добри вести на месечно ниво, но мора овој месец да заврши со оваа зелена точка за да можеме да разговараме за следен нагорен бран. Значи повторно ќе кажам уште еднаш, не заборавајте дека се што моментално се случува во светот не е завршено. Значи имаме една војна која што се уште трае, имаме втора војна која што изгледа само што не започнала во Тајван. Значи гледате, ова се работи кои што топорва ќе следат. Потоа да не забораваме, значи Европа ќе се соочи со голема енергетска криза. Дополнително на сето тоа имаме недостиг на храна во остатокот од светот. Можеби Европа нема да го осети тоа толку многу, но не заборавајте дека оние држави кои што моментално се наоѓаат во војни, кои што се наоѓаат во економски кризи, многу значително ќе ја осетат оваа криза на недостиг на храна, која што ќе настане во зимата, ова која што следи нормално, затоа што најголемиот дел од производството на основни базични продукти, како што се например пченка и пченица, не може да стигнат до нив поради војни, поради прекин на ланци на транспорт и слично. Значи тоа се основните работи кои што мора да ги запамтите и дека целиот тренд на економијата моментално се движи надоле. Иако имаме корекција, тоа не значи дека сме во бул маркет, значи не го заборавајте тоа. Секогаш значи што и да гледате во анализата, не заборавајте во кој циклус се наоѓате. Значи тоа е многу битно. Дека ова се корекции кои што во случајов на SPY, на пример, би представувало dead cat bounce. Значи ваквиот тип на корекција, кога имаме на пример солидна корекција надолу, би представувала dead cat bounce. Еве чисто за да видите, значи ќе го избришеме овој индекс на Fibonacci и ќе направиме нов за да видиме до каде моментално се наоѓа оваа корекција на Fibonacci левелот. Значи ова е дното. Значи гледайте, се наоѓа како и секогаш кое е најакото ниво за корекција. Значи гледайте колку точно самата техничка анализа ви покажува каде ќе биде главната корекција. Имате бранот сигнален на, контролен бран на VPVR, највисоката точка на трговија до овој момент. Имате 61,8 односно 0,678 golden ratio на Fibonacci како солидна корекција за повторно движење надолу и имате 50 недели средна вредност која што моментално е на истата точка каде што моментално се наоѓа оваа свеќа. Значи потребни се некои екстремно позитивни вести за да го надминеме овој момент нагоре. Ви го кажувам тоа затоа што вестите се исто така многу јак двигател и да речем сила на пазарот кој што и седа изгледа темно и мрачно во следниот период, доколку позитивна вест како оваа испадне, каде што моментално инфлацијата се намали за 0,6%, тоа како што можеме да видиме го релаксираше пазарот и луѓето почнаа едноставно да губат страф и да почнат да купуваат. Значи тоа не е лошо. Вие во овие корекции може да направите солиден профит. Со тоа што ние ќе се обидеме да направиме профит на swap со Ethereum, затоа и Ethereum ќе поразговараме малку во ова видео, но нели откога ќе направиме анализа на пазарите. Значи во моментот кога ќе добиеме корекција, завршена корекција на биткоин нагоре во овој канал, значи овој канал ако се сеќавате од претходните месеци за кои што веќе разговараме, е што
како и останатите 3. Значи, гледайте, имаме 1, фактички 2, извинете само момент. Само направивме мала грешка. Добро. Значи, доколку погледнеме на глобално ниво, каде се ногеме во овој bear market, гледаме дека сме имале еден канал, bear flag, кој што проложи надоле, имаме втор канал на bear flag, кој што проложи надоле, ова е трет канал на bear flag, кој што иницијално, значи, откако целата оваа корекција ќе заврши, јас повторно верувам дека ќе проложи надоле или кон нова капитулација, или кон правење на дупло дно на 17,6-17,5 илјади биткоин, со тоа што не заборавајте дека ние се уште чуваме 50% од нашето портфолио во стейблкоини и кеш, со цел да ја купиме оваа корекција кога ќе се случи. Затоа што, пак ќе напоменам, не заборавајте дека се наоѓате генерално во bear market и дека дури и да сме го оствариле дното, кое што може да утврдиме само во наредниот месец, че наредниот месец кога ќе добиеме уште една инфлациона стапка, која што, да речеме, овој бран уште толку би го заоблила, ако добиеме уште еден пат, например, до 8,5 на 8, например. Значи, тоа е веќе 0,5%, два пати поред, 0,6 па 0,5, тоа се веќе солидни показатели кои што ни покажуваат дека сме ја заоблиле инфлацијата. Ако инфлацијата е заоблена, значи, следен чекор кој што ќе го направи Фед ќе престане да додава каматни стапки, затоа што колку повеќе каматни стапки додава, толку повеќе ја блокира, значи, напредувањето на економијата во Америка, со тоа што бара парите кои што ги дал на комерцијалните банки, а истите ги дале на, да речем, компании, држави, физички лица и слично, да ги вратат по поголема стапка. Значи, на тој начин фактички ја блокирате економијата, затоа што барате повеќе да се врати од оно што веќе сте го ветиле на почетокот, кога сте ги дале тие пари. Значи, тоа е прост пример, иначе е многу посложено ова да се објасни како истите ја блокираат, нели, самата економија. Идејата е дека кога ќе престанат да ставаат нови каматни стапки, затоа што веќе сме ја заоблиле инфлацијата, и доларот на индексот ќе престане да расте. А доларот на индексот ако престане да расте, ќе имаме исто што го имаме и на овој индекс, ќе имаме заоблување, кое што се уште не сме го добиле како можеме да кажеме дека имаме заоблување овде. Немаме заоблување, тоа е оно што ја кажам. Мораме да добиеме врв и на DXY, за да можеме да кажеме дека овие два индекси се главните показатели кои што во согласно со оние 4 плюс кои што ги имаме за утврдување на дно, би ни покажале дека конечно го имаме утврдено дното и дека од овој момент можеби ќе имаме зигзаг движење, но имаме дно. Тоа е најбитниот момент. Кога веќе имаме дно, знаеме дека се што ги купиме се наоѓа во близина самото дно. Сега, за тоа повторно ќе кажам ја, мораме да почекаме до 13 значи септември за да добиеме следен индекс на инфлација CPI на американското и да почекаме мислам дека следниот состанок беше негде 25-26 септември. Значи повторно ќе ви известам нормално. Далеку сме кога ќе дојде во времето ќе ви известам благовремено, каде што доколку одлучи, значи замислете, уште еден индекс каде што инфлацијата е заоблена и паѓа надоле, и уште еден состанок на Фед каде што истите на пример ќе кажат не ставаме нова каматна стапка или става мала каматна стапка. Значи во тој случај тоа е многу позитивни вести, можеме да очекуваме дека официјално дното е завршено и дека ќе имаме оние благи корекции постепено нагоре надоле и преследно придвижување во bull market. Но, значи тоа е во однос на овие индекси за кои што разговаравме. Сега да се вратиме назад на биткоин и да видиме како биткоин се однесува во претходните bear market, затоа што не може да очекувате дека ние од овој момент каде што се наоѓаме моментално ќе добиеме V корекција и ќе се придвижиме само нагоре. Значи тоа е невозможно. Прост пример. Да видиме на месечно ниво. Значи ние веќе имаме втор месец во позитива. Тоа е втор месец. Значи не заборавајте, ние имавме во вкупна една година само 2 месеци претходно, да речам, што биле позитивни. Значи мораме да не го забораваме тој факт дека ние се наоѓавме во длабок пад. Затоа оваа корекција е сосема нормална. И затоа реков дека истата може и да проложи, посебно со оглед на фактот дека до крајот на овој месец ние барем од економски фактор, од финансиска гледна точка, немаме индикатори кои што ни покажуваат дека ќе го бутна пазарот надоле повторно. Сега, ако се вратиме назад во претходниот bear market, значи гледате што сме добили. Сме добили иницијална корекција, во ред. Но во моментот кога ќе добиеме дно, иако ова е различно, ако на пример ова е дното, значи во моментот кога ќе добиеме дно, имаме уште неколку месеци во кои што на некој начин се врши акумулација пред следниот раст и следното придвижување во bull market. Да видиме што се случило од 2013, тоа беше 2018-19, после
тоа беше bear market од 2018-19, 2013 bull market, 2014 и 15 bear market. Значи гледај, повторно сме добиле дно, имаме зигзаг движење неколку месеци пред да почнеме да се движиме нагоре повторно. Значи, во оваа ситуација немој да заборавате дека кога ова се случува неколку месеци досега повеќе пати, истото можеме да очекуваме дека ќе се случи и овде. Што значи дека овој иницијален момент каде што сме добиле корекција нагоре, може да значи само можеби уште еден пат надолу, каде што повторно ќе добиеме ново дно и ќе се придвижиме неколку месеци, затоа и ние се уште чуваме дел од нашето портфолио, значи тоа голем дел од нашето портфолио не внесено, затоа што се уште можеме да добиеме следна нога надоле, посебно затоа што не е ништо завршено. Значи доволно е следниот месец добиеме повисока инфлациона стапка нагоре и луѓето повторно да се уплашат и повторно добиеме нога надолу. Значи ние моментално внесовме голем дел од нашето портфолио поради една единствена причина, а тоа е Ethereum и неговиот мрџ. Затоа што истиот може дополнително да биде катализатор за да го подобриме нашето портфолио во овој bear market, односно да на некој начин направиме свап од профитот кој што го имаме во Ethereum во нешто помало или пак доколку видиме дека на пример Ethereum не покажува знаци на запирање, значи нормално ќе го задржиме и ќе го чуваме за целиот bull market. Затоа што ваков напредок на второто по големина крипто средство во пазарот е нешто досега невидено, но нормално ова е повторно, тоа е она што ви го кажувам. Не може да се борите со вести. Значи колку и да ви покажува на пример прост пример, колку и да ви покажува техничката анализа дека оваа линија би била голем индикатор дека цената ќе падне надоле заедно со на пример 100-дневната средна вредност, истата доколку добиете позитивна вредност ќе помине нагоре. Значи тоа е тоа што јас ви го кажам повторно. Техничката анализа е одличен фактор и одличен алат, но мора да го користите заедно со вести. Значи мора тоа да го користите заедно со цел да добиете слика на тоа што се случува на пазарот и повторно, значи техничката анализа и понатаму работи. Гледаме дека секој од овие нивоа кои што ние сме ги определиле е запазено. Значи гледате, ова се дневни линии кои што се на пример нивоа кои што се запазени. 4MA индикаторите се комплетно запазени. Трендот кој што паѓа е комплетно запазен. Што значи дека ги добиваме следните отпорни нивоа во движењето на цената нагоре. Но не можеме да се бориме против ваков тип на вести затоа што истите се многу големи двигатели на силата на одредено средство. Сега. Значи, она што кажеме до сега е дека и кога се наоѓаме во дното на bear маркетот, можно е, значи не е можно, туку најголема веројатност е дека ќе се држиме на некој рейндж, да речеме, во кој што, например, цената би се движала зигзаг, ево прилика, значи чисто прилика само да ви кажам што уствари сакам да кажам. Значи, доколку, например, ова, да речеме дека ова е дното. Иако тоа не е потврдено, мораме да чекаме да видиме дали е тоа потврдено пред да продолжиме понатаму. Значи, најчесто цената би се движела, да речеме, во овој некој тренд, пред да продолжи да се движи нагоре, откако ќе добие доволно сила, односно откако ќе направи акумулација, да се придвижи во следниот bull market, со тоа што пак ќе кажем. Следниот bull market можеме да очекуваме дека ќе почне од овој момент, а тоа е една година пред халвингот и самиот халвинг во мај 2024 година, кога веќе очекуваме дека трендот ќе биде солидно нагоре. Но затоа и реков, значи нема логика да се брза, посебно не затоа што ваков тип на вести луѓето очекуваат дека тоа е тоа, заврши bear маркетот, го внесуваат целото свое портфолио и добиваме следна корекција и тогаш се разочарани. Затоа е подобро да почувате дел од вашето портфолио на страна во случај да добиеме следна корекција, затоа што колку и да сте добри и во техничка анализа, и во читање на вести, следите постојано, ништо не може да ви ја предвиди иднината. Можете само да шпекулирате и да добиете одреден степен на сигурност, но затоа и кажуваме, стратегијата која што ние предлагаме, DCA, дополнително ви помага да алоцирате, значи со најмал ризик, затоа што ние моментално внесовме овде и сега на пример ако продолжиме нагоре ние веќе сме внеле на дното. Но ако паднеме надолу ние имаме уште 50% да внесеме овде. Ако продолжиме нагоре, ќе внесеме уште, да речем, во овој ситуација и ќе продолжиме нагоре, што никогаш досега не се случило. Значи ваков тип на V recovery и веднаш да продолжиме нагоре, тоа досега не се случило и не верувам дека ќе се случи. Затоа и се уште чуваме голем дел од нашите средства на страна. Значи да напоменеме уште еднаш, се наоѓаме во bear market, иако имаме солидна корекција нагоре. Сега, на месечно ниво гледаме дека пред да добиеме заоблување, зборувам, значи прекрстување на сигналната и базичната линија на бранот на моментум, односно BP во случајов MACD, значи се уште е рано за да зборуваме за било каков тип на солиден recovery нагоре, иако гледаме дека
VWAP се придвижил нагоре. Гледаме дека VWAP се придвижил неколку пати нагоре, но постојано сме биле во пат. Што значи дека VWAP ќе биде значителен кога дополнително заедно со останатите индикатори ќе се придвижи нагоре, како што е на пример RSI, кој што е многу побитен од сток RSI, кој што како што гледаме истиот имал корекции нагоре надолу, но целата се уште се движела надолу. Мораме прво да добиеме солидна, значи корекција кај што ќе имаме зелена точка и прекрстување на базичната сигналната линија нагоре и да почнеме да се движиме солидно нагоре и со RSI вредноста, што за сега го немаме. Но сепак се наоѓаме на долниот дел од Болинџер бендот, што во случајот гледаме дека бил многу солидна потпора, но не заборавајте дека тоа не значи дека цената после оваа корекција нема да продолжи повторно надолу, за да повторно го тестира долната граница на Болинџер бендот. На неделно ниво, да видиме што се случува, значи на неделно ниво гледаме дека корекцијата се уште се движи нагоре. Затоа ви реков, неделно ниво ни е главниот показател каде што гледаме дека навистина корекцијата се уште има сила. Зошто? Значи ние само што почнавме да се заоблуваме нагоре со бранот на моментум. Значи гледате дека базичната сигналната линија се доста раздалечени, што значи дека имаме сигурност за ова движење нагоре. Гледаме дека VWAP е со големо движење нагоре и тоа, значи ова е sustain, значи одржано движење нагоре, не е она брзо зигзаг. RSI само што од препродадено влезе во нормална зона и има уште многу голем дел за движење, затоа што се наоѓа на вредност од 37. Од 37 нагоре барем до 50 имаме уште 14 поени кои што се голема разлика во цената која што можеме да добиеме и повторно, значи метите кои што ги очекувавме се средната вредност на Болинџер бендот, која што поистоветува со 30.000, 28-30.000, оно што го кажавме. Гледаме дека над тоа следно би било ова единствена свеќе која што е во противен правец, а зборуваме за огромен бран надолу, значи тоа би било солиден отпор, што е уствари и долната граница на значи полето кое што очекуваме кој што се уште очекуваме дека ќе биде главниот дел на акумулација откако ќе се вратиме од дното нагоре. Сега, дополнително, значи 30.000 самото по себе е јако ниво, кое што верувам дека ќе ја задржи цената и она што го кажавме. Не можеме да очекуваме било какво придвижување нагоре се додека не го победиме овој дип на Terra Luna кој што го добивме со колапсот на Terra Luna коинот, кој што, значи ни е најбитниот прв показател дека ќе се придвижиме нагоре кога истиот ќе успееме да го надминеме. Че гледаме дека моментот кога сме го допрале, сме добиле сериозна корекција надолу, што е исто така потврдена доколку ги погледнеме индикаторите. Значи гледаме дека на дневно ниво, што значи дека ова може да трае неколку дена. Значи на дневно ниво, па и до недела дена, да не се лажеме. Значи овие корекции некогаш знаат да бидат и во под нулата со бранот на моментум. Со тоа што сме добиле локален топ, гледаме дека сток RSI е веќе во длабоко движење надоле, гледаме дека исто така се случува и со бранот на моментум. Оваа црвена точка значи прекршување на базичната и сигналната линија. RSI е во надолно движење, VWAP е во надолно движење, но не заборавајте дека ова е на дневно ниво. Дневно ниво многу лесно може да се промени, посебно со оглед на фактот дека веќе се наоѓаме каде. Се наоѓаме на средната вредност на Болинџер бендот, која што гледаме дека во целиот овој бран нагоре од 14 јули, кога сме успеале официјално да пробиеме, ни била поддршка за движење на овој бран нагоре. И гледаме дека до сега се уште успеала да го задржи ова и дополнително да не забораваме дека бранот кој што долго време, значи овие ForeMace, овие да речем ForeMace кои што ни произведуваат од самиот Market Cipher, гледайте. Значи овие ForeMace се сиви уште од овој локален топ на 29 март. Што тој момент се прекршуваат во сиви и тоа не значи дека целиот овој моментум надоле е во bear моментум. Во моментот ова е прво прекршување во бели, кога фактички и самите ForeMace на ова се многу мали вредности на ForeMace, не се оние стандарди кои што ги користиме 50, 100, 200, 300, него овие се на пример на 8, 10, 12, 14 и се многу пократки и се брзи индикатори. Индикатори кои што на пример ни покажуваат средна дневност на 8, на 10, на 12 дена. И затоа кога ги гледаме дека се бели заедно со средната линија на Болинџер бендот, ни се солидна, гледате, значи солидна поддршка на цената. Што дополнително под нас се наоѓа и овој значи ова поле кое што претходно гледаме дека било отпор за да биде ретестирано и сега моментално да биде поддршка на цената нагоре. Што значи дека дури и да промашиме да се придвижиме под средната вредност на Болинџер бендот, следно ни представува долната граница на Болинџер бендот заедно со ова поле кое што го имаме во оваа ситуација кое што ни представува значи значителен отпор, затоа што како што рекоме само тој е движење на цената обратно од целиот овој бран. И дополнително да не забораваме дека уште едно ниво кое што е многу голема
значи пречка за движење нагоре е 50% од целиот овој потек, значи од претходниот врв па надолу 50% на фигурачи секвенцата ние како што може да видите. Значи еднаш успеа да не одбие, два пати, ова е трет пат како ова ниво не одбива надолу, што значи дека имаме солидна и може да го видите тоа исто и во VPVR. Значи гледате дека јас што ви реков, ако успееме да пробиеме над него и да се одржиме, нагоре веќе немаме никаква, значи гледате немаме скоро никакво тргување. Немаме што да ја запре цената. Но за жал гледаме дека VPVR самиот ни покаже дека ова ниво кое што моментално поистоветува со, како што можеме да видиме во сам момент. Значи ова ниво кое што ни поистоветува со, ова е фактички каналот во кој што очекувавме да акумулираме во оваа ситуација кај што се наоѓаме моментално. И истиот моментално е многу блиску до оваа 50% вредност, која што, како што можеме да видиме, само VPVR ни покажува дека е солиден отпор на цената. Но нормално, кога ќе направиме повторна корекција, кога овие RSI, сток RSI, бранот на моментум ќе се коригираат, каде што гледаме дека VWAP веќе се почнал да се коригира нагоре и не успеавме да влеземе во позитивен money flow. Значи, кога тие ќе се коригираат, тоа може да се случи за неколку дена, ќе имаме повторен обид за пробивање на каналот нагоре, како и за пробивање на овие значи, граници над нас. Сега, надвор од оваа игра, која што моментално го ограничува целиот криптомаркет, е Ethereum во моментов. Зошто? Затоа што ако погледнеме за разлика од Bitcoin, значи Ethereum има многу поголем напредок. Значи Bitcoin од апсолутно до дно до моментот каде што се наоѓа, само момент да видиме, значи од апсолутно тоа беше негде околу 17,500 до апсолутниот врв во оваа корекција, значи имаме 43,8% оприлика. Со тоа што ако го споредиме истото на Ethereum, значи само да видиме, да, тоа беше апсолутно дно, значи од апсолутно до дно, само момент, до апсолутниот врв имавме 128% корекција. Што значи дека моментално вестите и сето она што се случува околу Ethereum му дава многу поголема сила за разлика од Bitcoin. Нема да зборуваме повторно за тоа кои се потенцијалите на Ethereum, само она што сакам да ви го кажам во моментов е доколку се вратиме на неделно ниво, можеме да видиме дека за разлика од Bitcoin, кој што исто така нормално го следиме bull market support band-от, гледате колку е Bitcoin далеку од bull market support band-от. Значи само што bull market support band ни беше на овој чарт, не, ево овде. Значи гледате колку е далеко моментално на неделно ниво, имаме нагоре од моментот каде што се наоѓа цената до bull market support band-от уште 18, отприлика 17,5%. За разлика од тоа Ethereum моментално, само да видам дали не истиот треба да го ставиме за да видите, само мислам дека имаме доволно индикатори за овде. Bull market support band. Значи гледате кај се наоѓа. Значи на Bitcoin му фалаше 18%, а за разлика од тоа, Ethereum веќе го тестира bull market support band-от. Знаеме дека bull market support band-от посебно во текот на bear market е многу солиден отпор на цената, истиот може да задржи цената надолу, што моментално и се случува, но јас верувам дека успешен мрдж ќе направи Ethereum да успее да пробие над bull market support band-от, што во оваа ситуација мораме да видиме што ќе значи, затоа што не е само да пробие. Значи проблемот е кога ќе имаме пробивање над bull market support band-от, мораме да имаме и успешна корекција, односно ретест. Значи гледайте, имаме пробивање, успешен ретест и потоа дури почнува да се движи нагоре во следниот bull market. Значи секогаш кога bull market support band-от ќе види пробие нагоре, истиот мора да има и успешен ретест, затоа што ние и овдека имавме пробивање нагоре. Но ретестот не беше успешен и оваа триаголна формација ја задржи цената на Ethereum надолу повторно. И моментално гледаме дека имаме солидни пречки за Ethereum, но повторно ќе кажам. Мрджот може да ни донесе сила на овој бран на Ethereum да продолжи да се движи нагоре и да пробие над bull market support band-от, како и над 100 во оваа ситуација ова е 100 неделната средна вредност и да се придвижи нагоре во длабок профит, пошто ние или ќе направиме флип и овој профит ќе го префрлиме во оние коини кои што например не напредувале долго, како што е во ситуацијава ADA до Ripple или нешто друго. И на тој начин кога например би направил корекција, истиот можеме повторно да го вратиме во Ethereum, со тоа што во Малта нема да се рачуна како да сме тргувале, затоа што во ниеден момент средствата не биле вратени назад во долари или во евра, што значи дека сме ги држеле во
практично овдека пак на некој начин се рачунаат како хартии од вредност. Значи, за жал, така се рачуна на Малта, се уште нема солиден закон кој што тоа го регулира, но како хартии од вредност, они имаат закон дека доколку истите не се променети назад во долари и во евра, немате потреба да платите данок, а седа дека правите ходел, никогаш нема да имате потреба да платите данок, и на тој начин фактички ние ќе направиме флип, нема да платиме данок, а повторно ќе го задржиме делото профитот кој што ќе го направиме, затоа што Ethereum, например, со својот мерч би направил уште можеби 100% нагоре движење на цената. Сега зборувам можеби, мораме да видиме, значи овакви работи не може да се предвидуваат. Ако тоа се случи, ќе направиме флип и делото профитот кој што сме го направиле, ќе го преместиме во коини кои што не отишле толку нагоре, што и ако се случи корекција надолу, Ethereum би имал многу поголема корекција за разлика од нив затоа што има и многу поголем напредок нагоре. Но не можеме да предвидиме, мораме да го следиме маркетот, тоа е оно што постојано го кажувам. Можеме да видиме моменталната ситуација и да донесеме одлуки во однос на информациите кои што ги имаме. Во тој момент донесуваме одлука и гледаме што понатаму правиме со истата. Кога околностите ќе се променат, мораме и да прилагодиме нашата одлука, односно да промениме дел од нашето портфолио во нешто друго. На тој начин, постојано се движите со пазарот и го правите најдобар профит. Не можете да донесете една одлука и да очекувате дека до крајот на бул маркетот таа одлука ќе биде исправна. Тоа е невозможно. Никој не може да предвиди ништо, затоа мора постојано да се движите со текот на самиот маркет. Тоа е најбитниот совет кој што може било кој да ви го даде. Секоја анализа мора да биде ретестирана и ретестирана и ретестирана, затоа што на тој начин прво, гледате како се движи цената на маркетот, не се движите според ваши убедувања и не се движите пристрасно, туку се движите точно според она што маркетот ви го наложува во моментот. Затоа што овие работи се менуваат во тек на часови. Значи, доколку денеска моментално, постојано го кажувам ова како пример, тоа ни е најблизо пример кој што можеме да ви го кажеме за пример следен пат на сите криптовалути, би бил на пример почнување на војна помеѓу Тајван и Кина, а со тоа и практично војна помеѓу Кина и Америка. Значи тоа би било масивно паѓање на сите пазари, не само на крипто. Крипто ќе биде најмал проблем, масивно паѓање на сите пазари, затоа што значи тоа ќе биде нова економска непогода на целиот пазар и на тој начин ова се тие работи кои што не можеме да ги предвидиме и кои што моментално диригираат како ќе се движи пазарот, па без разлика колку е добра техничката анализа која што сме направиле, мораме да ги следиме вестите. Едното со друго се неизбежни, мора да ги работиме заедно. Сега, ова е оприлика оно што можеме да го погледнеме на двата чарта. Да, значи на овој чарт како што можеме да видиме, MACD за разлика од претходните ситуации веќе почнува сигналот и базичната линија да се разграничуваат доволно добро и да имаме придвижување на столбовите нагоре во позитива, што е многу добар индикатор, затоа и реков дека долгорочно ние се наоѓаме моментално на многу добар тек, барем во овој месец да се движиме нагоре, но мораме прво да победиме, мислам да ја надминеме овој лоу кој што го имаме локален од падот на Тера Луна. Тоа е оно што мораме да го следиме и да видиме како ќе се движи на пазарот. Се уште, затоа и ние најголем дел од нашето портфолио моментално алоциравме на Ethereum, затоа што и да се случи со биткоин, дури истиот да не може да го победи Тера Луна падот, заедно со останатите криптовалути за жал на пазарот, верувам дека многу лесно Ethereum ќе помине над сите овие препреки доколку марџот биде успешен и затоа и постојано го зборуваме тоа на нашиот канал. И сакам да напоменам уште еднаш дека значи Ethereum во моментот каде што се наоѓаме на пазарот, вие на некој начин една од најдобрите опции за потенцијален профит кој што понатаму може да го пренесете во други криптовалути или да го задржите, зависи од вас, затоа што ништо не се движи само нагоре. Она што кажеме за Ethereum, оваа ситуација, значи дури да се случи мрџот, ние очекуваме дека одма после мрџот ќе има многу од оние луѓе кои што направиле веќе масивен профит и ќе сакаат да излезат од Ethereum со цел да го задржат тој профит и повторно да купат на корекција или пак да го префрлат во некои други проекти. Тоа останува на вас. Значи ја не можам да ви кажам што да правите, само можам да ви кажам што ние планираме да правиме понатаму на овој пазар. Сега, доволно околу ова. Следно што сакам да разговарам со вас се вестите кои што моментално се движат низ светот, затоа што прво мораме да разбереме дека следниот бул маркет. Значи, гледајте, прост пример, вие како македонци. Замислете, крипторегулативата стигне и до Македонија. Мислите дека тоа е поради тоа што Македонија сакала тоа да го направи? Не, тоа е поради тоа што некој притиснал, како што во оваа ситуација, ако се сеќавате ФАТФ, значи онаа кратенка за организацијата која што е задолжена за воведување регулатива за перење пари, во оваа ситуација воведување регулатива за практично
ограничување на развојот на криптовалутите. Значи, на тој начин, како што може да видите дека низ целиот свет моментално се воведува регулатива и тоа многу забрзано. Значи, ако што може да видите во Америка не само што се воведува регулатива, туку има отворена борба помеѓу SEC и помеѓу еве чисто за да погледнете. Значи SEC, кој што е регулатор на хартија од вредност, и CFTC, кој што е регулатор на commodities во нивната ситуација, во нивната држава, буквално имаат отворена борба за тоа кој ќе биде она комисија која што ќе биде надлежна за регулирање на крипто. Зошто? Затоа што ќе имаме тешки количини на пари влегување, посебно во следниот bull market, затоа што ако ова го победите, вие ќе бидете надлежни, посебно на американското тло, каде што најголем дел од овие пари ќе бидат циркулирани, за да регулирате, односно казнувате и земате дел од тие пари од оние проекти кои што ќе бидат, да речем, успешни во оваа сфера. Значи, прво се има борба за тоа како ќе се регулира крипто, дали ќе биде дозволено, дали не, дали ќе планираат да го банираат и слично, што ја не верувам дека ќе се случи, посебно не откако зема огромен дел од мајнерите во Кина. Значи, оние кои имаа идеја да го банираат крипто, немаше ниту да им понудат да дојдат во Тексас најголемиот дел од мајнерите од Кина, што во оваа ситуација отворено кажува колку Америка понатаму ќе го прифати крипто, но не заборавајте, државите не сакаат да го прифатат крипто затоа што е добро за нив. Државите сакаат да го прифатат крипто затоа што може да го данучат. Додека во исто време сега, значи, ова сакав да ви покажам дека низ целиот свет моментално се воведува огромна регулатива со цел да се ограничи слободата на крипто и на тој начин фактички да им се застане на пат на овие огромни проекти затоа што вие може би ќе ви забрана, например, да поседувате Ethereum, поименувам во Америка, но вие може да се преселите во Коста-Рика, кај што никој нема ни да ви рече нешто затоа што поседувате Ethereum или купувате во замена за Ethereum и слично. Значи проблемот е што нив им е потребна глобална регулатива која што ќе го запре овој развој на приватни криптовалути затоа што не можат да ги контролираат. Значи ниту една од државите во светот не може да контролира блокчейн технологија затоа што блокчейн технологијата е не возможно да се контролира, посебно со оглед на фактот дека најголемите проекти се толку децентрализирани што они не можат ништо да направат. Значи ништо моментално има ситуации во кои што се обидуваат да тужат компанија, но не може да тужат компанијата затоа што представува алгоритам. Значи вие не можете да тужите алгоритам, вие мора да тужите одредено лице кое што го направиле тоа. Ама станува збор за децентрализиран проект кој што е алгоритам и моментално во Америка доаѓа до степен каде што одбраната на проектот оди пред Врховниот суд барајќи дека тоа е невозможно затоа што вие не може да тужите алгоритам. Значи не е возможно како тоа вие барате од алгоритамот да направи нешто, не може да го направи тоа. Алгоритамот е веќе поставен да си работата и не може да биде прекинат затоа што е целосно децентрализиран. И сега тоа на пример прво на самите луѓе кои што пишуваат регулативата, тоа не им е ни јасно. Они не можат ни да разберат како тоа они не можат да го забранат, не можат да го блокираат. Тоа прва ќе им стане јасно. Сега чисто само да ви кажам моментално колку голем развој се случува прво во приватните компании, најголемите приватни компании во светот и колку истите финансираат. Значи ова е како што можеме да видиме инвеститори од септември 2021 до јуни 2022 година, со тоа што не заборавајте. Значи ова се финансери кога? Во дебел bear market. Значи за тоа они тоа го прават сега. Alphabet првенствено е компанија која што највеќе е поседувана од BlackRock. Значи најголемата акционерска практично најголемиот број од акции, односно хартии од вредност се поседувани директно од BlackRock, што значи дека ова голема количина на пари, тоа е 1,5 билиони и 1,7 билиони се директно поседувани од BlackRock. И гледаме каде моментално тоа, значи ова горе Digital Currency Group, како што може да видите, е една од главните финансиери на пак средни и мали проекти во крипто сферата, FTX, која што е втора или трета по големина менувачница во светот, со нејзиниот токен FTT, Circle, кој што е уствари најголемиот ишуер на стейблкоини, а тоа е USDC, вториот по големина во светот. Гледате ли каде они уствари највеќе финансираат, со тоа што одека не е додадено дека BlackRock има голем удел и во Coinbase, затоа јас на пример никогаш нема да ставам пари на тие менувачици, можеби ако имам некоја моментална потреба, но поседување на огромни корпорации од овој тип, на таков тип на менувачници, значи дека директно истите ќе регулираат и врз правата
на секој лице кое што сака да се приклучи таму. Со тоа што, значи да не забораваме, најбитната вест која што овдека се крие е тоа дека на BlackRock моментално му е дозволено, замислете го ова. Значи моментално ако се сеќавате ние имаме видео направено кое што објаснивме што представува Spot ETF за биткоин и Futures ETF за биткоин. Значи Futures ETF за биткоин постои, истиот уствари беше и главната причина поради која што влеговме во bull market во 2020-2021 година, со тоа што Spot ETF за биткоин се обидуваат уште од 2016 година да воведат, но никако не може да успеат затоа што значи најбитно е да се воведе на американско тло, за жал, но тоа е тоа. Значи моментално таков е светот. Сега, значи повеќе од 25 проекти за Spot ETF на биткоин се одбиени. А што уствари представува Spot ETF? Значи сега, ако сакате да погледнете, може да се вратите да го најдете видеото во блокот на едукациони видеа, каде што детално објаснуваме што е разликата помеѓу едното и другото и зошто одобрување на едно од ова, например, е огромен позитивен фактор за следен bull market. Spot ETF представува кога SEC, значи истите тие мајмуни од SEC, ќе дозволат биткоин директно да биде тргуван на значи на берзата како хартија од вредност. Со тоа што фактички нема компаниите да го поседуваат биткоин, туку кога да речеме некој ќе купи хартија од вредност во оној кој што го поседува Spot ETF-от на биткоин, тој уствари поседува shares, односно хартија од вредност во противвредност на биткоин, што значи дека он не го поседува директно биткоинот, но оној кој што е негов така речено финансиски старател, практично мора да купи во противвредност на тоа колку луѓе купиле хартија од вредност, во таа количина да купи биткоин и да го чува истиот, затоа што значи се додека тие луѓе го чуваат, значи ги чуваат своите хартии од вредност и не ги продале, тој мора истата таа количина на биткоин да ги поседува. Што значи дека на тој начин се намалува саплајот на биткоин на пазарот и на тој начин колку помалку биткоин има на пазарот, толку е повреден, толку повеќе влегуваме во следен bull market. Сега, замислете, значи Spot ETF на нормални компании кои што аплицирале за тоа им се одбиени на дневно ниво. На BlackRock, затоа што истиот поседува огромен дел, како што ја барем добив некои информации од Coinbase, му е дозволено да направи приватен, пак ќе повторам, приватен Spot ETF за своите клиенти, каде што истиот ќе може, замислете, значи на BlackRock му е дозволено приватно да може да разменува хартија од вредност на своите клиенти во противвредност да држи биткоин како фонд, нели, за овие негови клиенти, затоа што никој моментално не сака да поседува криптовалути во Америка, посебно оние големи пари, затоа што се уште немаме целосна регулатива и исплашени се дека го поседуваат, може да бидат казнети. И сега замислете наеднаш BlackRock, значи настрана од целата регулатива каде што се уште не е дозволено да поседуваш Spot ETF, значи BlackRock затоа што е најголемиот по финанси фонд, инвестициски фонд во светот со 10 трилиони под свој менеджмент, значи на BlackRock му е дозволено и он преку Coinbase и неговиот OTC ќе може да продава директно на своите клиенти, значи фактички да продава хартија од вредност во противвредност на биткоин, кој што тој ќе го купува преку OTC од Coinbase директно. Значи затоа истиот му е потребно да го поседува Coinbase. А погодете што друго поседува? Circle, односно USDC, кој што е спротивната вредност на биткоин во која што истиот тргува. Значи гледате ли каков магичен круг се случува во оваа ситуација кој што е директно поседува најголемиот финансиски играч на светот. Значи проблемот што е, имаме негативни и позитивни ствари. Негативните ствари е што вакви играчи влегуваат во сферата. Позитивни е тоа што ние сме на самиот почеток и ваквото влегување на овие играчи ќе значи голем напредок за нашите финансии и за нашето портфолио, затоа што кога големиот кеш ќе влезе. Значи јас ви покажав колку само, ако се кејате на една слика која што имаме кај нас на каналот, само момент да најдам. Ако се кејавате нова, значи јас со причина ставив ова слика за да може да видите која е разликата помеѓу биткоин и неговата вредност и која е разликата помеѓу останатите големи играчи. Значи само 500 најдобри компании во Америка, значи нивните акции на овој индекс се 36 трилиони. Значи гледате, 36 трилиони само 500 најдобрите компании. Значи гледаме дека моментално ние сме ништо, 0,4. Значи 0,4 ние сме фактички не е ни пола трилион биткоин. Со тоа што и златото 11 трилиони. Значи оно што сакам да ја кажем дека се наоѓаме на самиот почеток. Со тоа што како ќе се движиме натаму? Како регулативата ќе се шири низ светот? Затоа и реков ја, мислите дека тоа во Македонија е поради
тоа што нашата држава е напредна. Не, тоа во Македонија поради тоа што некој наложил дека мора да се направи за уздување на криптосферата и мора секоја држава да ги има овие закони, во спротивно нема да добие помош или нема да добие некој финансиски кредит, што и да е тоа што го крадат моментално кај нас во влада. Сега, она што сакам да ви го напоменам е дека, за жал, ваквиот тип на регулатива, ма колку и да е лоша, е потребна, затоа што без истата не можеме да ги добиеме овие огромни играчи да влезат со уште поголем капитал. Затоа што колку повеќе имаме регулатива, толку повеќе овие играчи се заштитени, а колку повеќе заштитени, истите се осеќаат сигурни да влезат на пазарот. Морган Стенли е една од најголемите банки во Америка, со 1,1 фактички, 1,1 билион. Сега, интересно за Морган Стенли. Ова беше банка која што во претходниот bull market во 2017 година, значи им беше забрането на сите што работат моментално во банката да купуваат крипто. И им беше кажано дека било кој од нив ако биде најден со крипто, ќе биде веднаш избркан од работа. За сега Морган Стенли да нуди приватни фондови на собствените клиенти од крипто. Ете, тоа се тие големи играчи на пазарот кои што не ги интересира што каже или како, они ги имаат парите, може да прават што сакаат, за жал. Samsung 1 билион. Goldman Sachs, уште една банка од Америка, 700 милиони. Сега PayPal исто така во не знам кој е, искрено да не ме лажам, стварно не знам кој е BNY Mellon. PayPal, знаеме кој е PayPal, со тоа што PayPal веќе најави дека истиот понатаму планира не само во валути, туку да дозволи и трговија понатаму во криптовалути, значи работат се уште на тоа, со тоа што ако тоа успее да го направи, ќе биде еден од првите провайдери на криптовалути за секојдневно купување и продавање. Microsoft, значи нема потреба да кажувам повеќе за Microsoft. Ова е Австралија, со тоа што Gemini е уствари најголемата мерувачница во Австралија, Commonwealth Bank, очигледно знаете од каде доаѓа, и Mutable X, не знам кои се просус, но Mutable X е уствари една од најголемите платформи за размена на NFTs, со тоа што значи директно ако го правите размената таму, вашите физ во Ethereum би биле незначителни. Јас истото ја користам, играм една игра каде што има многу NFTs кои што ги поседувам и од тоа на пример постојано користам Mutable X за било каков тип на размена и не плаќам буквално скоро никакви физ. Значи Wells Fargo исто огромна компанија, LG, значи LG сега од интересна работа во LG е тоа што инвестира во Sandbox. Погодете зошто. Значи Sandbox и тоа зборуваме 129 милиони, ова не е мала инвестиција, затоа ви реков, од сите мета проекти прво што ќе купиме ќе биде Sandbox и тоа токени Sand, а понатаму се останато и American Express, многу познато, че гледате кои големи суми ги внесуваат, сега пазете, ова се само компании. Сега, она што ви го кажав е, дека компаниите понатаму ќе инвестираат во крипто сектор поради тоа што станува збор за профит, но државите за разлика од тоа се многу уплашени од овој напредок на крипто и гледате што случува наеднаш. International Monetary Fund наеднаш се притискаат што може повеќе државите да направат CBDC што може побрзо. Значи гледайте, они дури почнаа и да го промовираат, че ова е на официјалната страна на Интернационалниот монетарен фонд. Значи ги промовираат, гледате што случува сега наеднаш. Ги взимаат примерите до сега кои што се воведени во светот, како што на пример на Бахама има $7, кои што една година наводно многу биле користени. Шведска, значи гледате и овдека во Шведска, нели ја има круната, дигиталната круна, како и Кина, она што ви го кажат, значи во Кина, гледате, more than 100 million individuals, users and billion of UN in transactions. Значи, замислете, веќе има билиони UN во трансакции од CBDC UN-от кај нив во Кина. И сега најнаш монетарниот фонд ги користи овие како примери дека да, тоа е следното што треба ние да го направиме, треба значи да го смениме нашиот капитал во дигитални валути на секоја држава. Сега, жалното од сите овие работи, значи најжалното од сите, они сега на пример овдека наведуваат кои се тие уствари добри работи кои што вие ќе ги добиете со CBDC, кои што се официјална лага. Значи сега ќе ви кажам и многу интересно зошто. Значи само еден пример. Само момент. Во вториот беше Financial stability and privacy considerations are paramount to the design of CBDCs. Каков тип на приватност може да ви даде вас CBDC, кога станува збор за леџер кој што е директно поседено од Централната банка, тоест владата на државата, и истиот може да биде променет како сакаат. Значи, каков тип на privacy? Ние и денеска, после таков тип на дигитализација, се уште има опасност од некои минимални упади во приватноста на луѓето, за кои што, например, ние велиме, знаете што, нема да користам Solana, ќе користам Mada затоа што е по-децентрализиран. Наеднаш,
монетарниот фонд, значи интернационалниот монетарен фонд, вас ви вели дека доколку вие им дадете целосна контрола на вашите финансии на државата од каде што потекнувате, ќе имате, значи они ќе земеле во предвид вашата приватност. Како може да земат во предвид вашата приватност кога вашите пари се запишани на леџер кој што е директно поседуван и може да биде променет, избришан, значи се што сакаат може да направат со ваков тип на леџер од не знам 20 луѓе на врвот на државата. Каков тип на приватност они уствари зборуваат? Ја не можам да разберам. Значи луѓето разбирам дека многу од луѓето на пример не ги следат овие канали мои или било чии. Ама ваков тип на ноторна лага, ова е значи вреѓање на интелигенцијата на луѓето. Добро, за западниот свет многу не е јасно. Значи западниот свет е со испран мозок многу одамна, тоа не е ништо ново, но кога ова на пример ќе се каже на некој од источниот свет кој што многу поминал низ овие работи и најнаш вие му велите само вие дајте ни ги вашите средства на целосно располагање да можеме ние утре со едно копче да ви ги избришеме и не се секирете, ние ќе земеме вашата приватност целосно. Ќе земеме во предвид. Значи ова е основната работа која што може да кажам. Финансиска стабилност можеби затоа што истите може многу лесно да коригираат инфлацијата нагоре надоле, со тоа што ќе може дел од парите директно да ги бришат и ги додаваат по потреба. Но повторно, значи и ова е вториот сегмент. Значи они уствари може да воведат финансиска стабилност во секој време со тоа што дел од парите кои што се во оптек може да ги повлечат директно во секунда и на тој начин да намалат инфлацијата. Но тоа значи дека може утре да го направат истото и со вашиот новчаник. Значи они може само да ги повлечат вашите пари без никакво објаснување, а вие пробајте па побарајте објаснување, ме разбирате? Значи се е напишано комплетно обратно. Сега, каде уствари ова води? Се сеќавате јас кога ви кажував дека многу сме поблиску од CBDC од она што вас ви го кажуваат? Сега ќе ви кажам прост пример. Се сеќавате дека до пред некој време немаше големи играчи кои што велеа дека ќе направат CBDC. Најде што се случува? Резервната банка на значи заменик гувернерот на Резервната банка на Индија потврдува дека 2023 имаме целосно лансирање на CBDC, со тоа што они до 22-23 веќе прават припреми. Да не забораваме дека Индија беше истата таа која што пред и се уште разговара за комплетен бан на криптовалути. Значи они се обидуваат да направат бан на криптовалути за да може да ви воведат дигитална верзија, значи пак ќе кажам, ефтина дигитална верзија на дигитални валути кои што они ги коригираат, значи кои што ги контролираат директно. Индија е 1/5 од светот. До вчера Индија зборуваше за бан на криптовалути, денеска воведува CBDC. Значи, гледате каде се тоа оди. Русија. CBDC by 2023. Русија ќе започне со применувањето на CBDC 2023. Франција. 2023 лансирање на CBDC. Австралија. Сега, примерот со Австралија е многу интересен затоа што ако се сеќавате во претходното видео ви кажав, значи кога зборувавме за cashless society, значи општество во кое што нема да се користи кеш. Истата таа Австралија која што во септември 18, значи во 18 септември 2020 година, одлучи дека нема да прави CBDC затоа што нема значи интерес кај граѓаните, односно граѓаните се многу против тоа, значи затоа ја земав оваа стара вест. Најна што вели? Тестирање на CBDC 2023 година. Чисто да ви покажам точно каде само момент. Нов проект кој што треба да го тестира CBDC 10 август 2022 година, значи пред една недела објавено, а истите тие кажуваат дека нема да воведат CBDC поради тоа што нема интерес. Што значи дека и они, воведуваат CBDC, она е као наводно тестирање, ама не се секирајте. Значи до 2023 и они ќе кажат дека ќе имаат CBDC. Она што сакам да ви го кажеме. Значи гледате, најголемите држави во светот, па на некој начин и најразвиените држави во светот, веќе отворено не зборуваат дека ќе тестираат, туку зборуваат дека ќе имаат CBDC до 2023 година. Тоа е целосна контрола. И зошто тоа се случува сега? Кога е следниот бул маркет на крипто? 2024 година. Зошто CBDC сега? За да се застане на пат на следниот бул маркет на крипто, мора да се направи целосна контрола на финансиите кои што вие ги поседувате. Ако јас во 2023 година ве натерам сите ваши евра да бидат дигитални, ја утре можам да ви кажам не ви дозволувам вашите дигитални евра да ги внесете во Binance, или во Coinbase, или во Gemini, или во било каде. Зошто? Затоа што имам директна контрола над вашиот новчаник. Јас можам да ви кажам вас, за ваша заштита,
нема да ви дозволиме да внесете пари на Binance, затоа што тоа не е во ваш интерес. Значи, вие може да бидете измамени. Еве, таму оди сето тоа. Кога ќе земат приватноста ваша во предвид, па тоа е приватноста. Значи, приватноста е ќе ви кажат каде смеете, а каде не смеете да ги трошите вашите пари. Ете, таму се движи сето ова. Значи, сите оние кои што мислат дека ова е теорија на заговор, нека мислат и понатаму. 2023 година е за една година, а овде ви кажуваат дека тоа уствари ќе се случи, значи не е ни за една година, зборуваме за 5 месеци. Дека во 2023 зборуваме за целосно, значи веќе почнуваат да го користат, зборуваме CBDC-то, што до сега наводно беше само експериментално. Најголемите држави во светот. Сега, затоа ви кажувам, поседување на криптовалути, посебно во овој период, пред да се воведе CBDC, каде што може отворено вас да ви забранат како да ги користите вашите средства, е најбитниот чекор кој што можете да го направите кон вашата финансиска слобода. Дополнително, загарантирано со дигитален новчаник, извинете, не дигитален, хардвер новчаник, кој што ќе ви биде во ваши раце и кој што никој не може да ви го допре освен вас. Имајте вие, зашто јас барем така размислувам, не знам за вас. Јас буквално вака размислувам. Да имам ја дел од својот капитал запазен и заштитен во мои раце, кој што не може никако да биде допрен од државните CBDC контролери, па понатаму може они што сакаат да прават со CBDC. Значи, може би ова наводно ќе биде, значи, од она што го познавате досега од вашите влади, не само во Македонија, било каде во светот. Кога вашата влада работела во ваш корист? Кога? Или чија држава? Дали вие знаете држава каде што владата работела во корист на народот? Такво нешто не постои. Дури и тоа да се случува на некој минимален степен, каде што вие уствари некоја мерка на владата ви дава некои ингеренции или слободи или средства финансиски или што и да е, верувате ми, тоа е направено со некоја поголема умисла, каде што некои поголеми луѓе од вас добиваат многу поголеми финансиски средства, слобода и слично, а вие само сте добиле нешто во склоп на тоа што е имплементирано. Значи, ќе напоменам уште еднаш. Ова што кажам на крајот на нашето видео е предупредување каде се тоа се движи, иако вие на вестите не сте виделе нигде дека CBDC е во тек. Значи, сте виделе? Еве, реално правиме ова. Ајде да не зборуваме Македонија. Во било кои светски вести, каде вие сте виделе дека CBDC ќе се имплементира 2023 година? И ова моментално е затоа што најчесто овие портали кои што ги изнесуваат овие вести се криптопортали или поддржуваат криптопроекти, па ваквите криптопроекти се неопходни да бидат користени за да може да се формира еден CBDC проект на држава, затоа што државите сами по себе се неспособни да направат CBDC. Неспособни. Прво, не може да купат програмери и кодери кои што колку и да ги плаќаат, приватните компании ги платат многу повеќе. Второ, и да успеат да го најдат тоа, сами по себе, значи не може да се напреваруваат со значи замислете овие криптопроекти, ова искуство го собираат веќе 15 години. За разлика од тоа, државите вчера почнаа да разговараат за CBDC. Кое искуство они го имаат тоа да го имплементираат и да го направат? Што значи дека се директно зависни од проектите на криптосферата, кои што поради профит нормално ќе го поддржат сето ова и ќе го направат. Да не се лажеме, тоа е вистината. Јас кога ви кажувам Ripple, јас разбирам дека Ripple е еден од главните причинители за она што може да настане понатаму со CBDCs, но не забораваме дека Ripple може да ни донесе значителен профит и да ни донесе удел во што и да е понатаму од сите тие CBDCs. Подобро е да поседувате дел од тоа, отколку да бидете поседувани од тоа. Ме разбирате што сакам да кажам? Значи, иако тоа е таква, значи едноставно тоа е реалноста, зошто Ripple добива седиште во Англија за еден од главните инструктори и советници за правење на CBDC Pound во Англија. Значи, зошто Ripple? Тоа е оно што сакам да ја кажам. Значи, неизбежно е. Доаѓа, сакале ние или не икеле. Поентата на чија страна ќе се најдете. Дали ќе се најдете на страната каде што целиот ваш новчаник ќе биде поседуван и контролиран од некој во Централната банка, или ќе се најдете во ситуација каде што ќе имате алтернатива, во која што ќе имате финансии кои што не можат да бидат директно поседувани од никој освен од вас. Останува на вас. Значи, ова беше малку подолго видео, но освен анализата, тоа бе некои битни вести кои што ги најдов на самиот интернет, сакав да ги споделам со вас, затоа што се многу битни. Со тоа се надам дека ви се допадне и ова видео. Ви благодарам на тоа што го следите нашиот канал. Нормално, како и секогаш, мала поддршка од ваша страна, лайк, коментар, шер би биле сосема добро од наша страна прифатени. И се гледаме во наредното видео на канал на CryptoGaming.